Добар ден, почитувани. Вие следите најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Од година во година се зголемува бројот на деца со покачена телесна тежина. Дали генетиката е основата на овој проблем или стилот на живеењето и исхраната? Децата со прекумерна телесна тежина имаат ли зголемен ризик за покачен крвен притисок, зголемени масти во крвта, инсулинска резистенција и дијабетес тип 2? Како изгледа лекувањето на обезноста во детска возраст? Доволна ли е само диета? Неопходна ли е мотивираност на детето и упорност и поддршка од семејството? За колку време може да се забележат резултатите? Нова тема денеска разговараме со професор доктор Зоран Гучев, детски ендокринолог и генетичар. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а во текот на емисијата ќе имате можност да се вклучите и со прашања. Останете на Телма. За дебелината во детска возраст денеска разговараме со професор доктор Зоран Гучев, детски ендокринолог и генетичар, кој долги години беше дел од оделот за ендокринологија при Универзитетската клиника за детски болести, а сега работи во амбулантата Ателас. Професоре, добро ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Сакам да ви заблагодарам наискрено и длабоко што ме поканивте да бидам дел на вашата емисија и да се дружам со вас и со вашите гледачи. Професоре, како се проценува која телесна тежина е оптимална за детето, а кога има проблем? Што значи дебелината? Знаете, како и децата, како и возрастните, имаат различни телесни градби. Имате возрастни и деца кои имаат големи коски, тоа така се вика. Тие се покрупни, не мора да бидат дебели. И исто така имате деца кои се поситни во коските, имаат нормална висина и тие исто така не мора да бидат дебели. Има два начина како можете определите дали некое дете е дебело или не е. Едниот начин има така наречени криви за раст и за тежина, каде што според возраста на детето и полот на детето, машки и женски, можете видите дали вашето дете има вишок на тежина или нема. При тоа треба да споредите висината, зборувам ако на кривата тоа е некаде на 50 перцентил со висина, треба да биде околу 50 перцентил и на тежината. Имате и други некои мерила, мерки, како се определува дали некој има вишок на телесна тежина, а тоа е тој прочениот Body Mass Index, BMI. Тоа ви е ако поделите ваша тежина со квадрат на вашата висина. Тоа има мерки за да се каже до каде е нормална тежина, до каде е зголемување на телесна тежина, каде е дебелина, а каде е морбидна дебелина. Со други зборови, релативно прецизно можете определите дали некој има нормална тежина, има вишок на тежина или е дебел. Ова е многу често. Често и кај децата. 1986 година Светска здравствена организација проценила дека има некаде околу 940.000 милиони дебели деца. 2016 година таа проценка е 2,1 милиарди деца. Замислите сега, во овој момент проценката е дека во светот живеат 8 милиарди луѓе, од сите деца, предпоставам најмалку 1/3, некојаш и 40%, имате 2,1 милиарда деца со вишок на телесна тежина. Тоа значи дека се работи за вистинска пандемија. Цел свет го има овој проблем. Присутен го има е не тука? само, Кај нас присутена? Апсолутно. Не само кај децата, туку и кај возрастните. Зашто толку голем акцент на дебелината? Заради доцните последици и кај децата и кај возрастните. Кај децата не веднаш, нема да има такви проблеми како возрастните, меѓутоа е познато дека вишок на тежина, односно дебелина во детска возраст, прави компликации кај возрастните, кога ќе пораснат, кога ќе станат возрастни. Кои се тие компликации? Тие се навистина сериозни. Едната компликација е заболување на срцето, тоа се инфаркт, тоа е ангина пекторис и тоа е оштетување на самото срце. Понатаму,
Тоа се различити типови на мозочни удари, од кои луѓето понатамо имаат различити парализи или умираат ако ударот е доволно голем. Имате една друга битна компликација, а тоа е диабетес мелитус. Долго време неодржан на телесна тежина на она место каде што треба да биде, пројавува диабетес мелитус тип 2. На почетокот може да се лечат со вежбање и диета, па понатамо треба примат таблети, меѓутоа поголем број од овие луѓе на крај завршува на инсулин. А самиот диабет по себе прави исто така често инфаркти, оштетување на бубрези до престанок на работа на бубрезите, значи потреба за хемодиализа, потреба за трансплантација на бубрег, и исто така прави оштетување на мускули, прави оштетување на нерви, кои може да бидат јако непријатни. И сигурно оштетување на периферни крвни садови, кои понатамо водат до ампутација прво на прсти, па на делови на зглобови, па понатамо дури на цел екстремитет. Не е меѓутоа многу расширено нешто што дебелината исто го прави. Дебелината долготрајна е поврзана со зголемен ризик на многу типови на рак, на карцином. И тоа не само на карциномот на, да кажеме, уста, ждрело, хранопровод, желудец, црева, туку и карцином, например, на бубрег, карцином на матка, карцином на јајници. Многу различити типови на ракови се поврзани со зголемена телесна тежина. Така, ова е убаво да се знае, бидејќи кај нас сепак има некои родители кои што сметаат дека не треба премногу сериозно да се гледа на дебелината во детството, бидејќи децата растат, па велат тие ќе се извишат и ќе се нормализира телесната тежина. Па може ли растот да се смета како еден начин на регулатор на телесната тежина? Сме ли да се размислува на ваков начин? Она што родителите треба да внимаваат. Децата растат. Самиот раст е огромен потрошувач на енергија. Нив им треба храна, им треба многу храна, им треба квалитетна храна. Никако не е препорачливо да го гладувате вашето дете. Меѓутоа, во вашиот тек на живот со тоа дете, можете да му пружите шанса да види која храна треба да ја јаде, колку да ја јаде и како да ја балансира со другиот крај на лостот, што е телесната активност. Од една страна, треба да го стимулира да има физичка активност, било што да е. Дали е пешачење, велосипед, фудбал, кошарка, пливање, тоа е по изборот на самото дете. А од друга страна да знае дека во јадењето кое го јаде детето, треба да има повеќе од така наречена здрава храна. Што е здрава храна? Се што има зеленчук во себе. Било, еве сега е зима, да се работи за туршија, било да се работи за свеж зеленчук. Да се научи детето, дури на доручек, да добие нешто од таа салата. Тоа не значи дека треба му направа цела здела, меѓутоа ако му направи леб намачкан со маргарин или било што, кој става дел од пилешко на него, треба стави неколку крукчиња на еден обичен краставец или корнишон, или домат, или лист салата, бидејќи овие типови на храна се прво добри за варење, друго се нискокалорични и на тој начин овозможуваат малку да го излажат стомакот. За време ручек и вечера треба, и пожелно е, иако кај нас тоа не е обичај, во Франција, например, е таков обичај, да прво се јаде салата. Значи, прво се започнува со зеленчук и после се јаде се друго. Зашто е тоа така? Заради тоа што кај луѓето чувството на глад потекнува од два механизми. Едниот механизам е празнење на желудец и црева, па самиот желудец и црева ни вика јади, а вториот механизам ни паѓа шекерот. Тоа паѓање на шекерот, меѓутоа мозокот
многу брзо го забележува и јадењето многу брзо води до тоа да нивото на шекерот се нормализира. Меѓутоа остануваат желудецот и цревата, кои имаат своји нерви и кои имаат своји хормони, кои се лачат и нервите сигнализираат ние не сме полни, те молам јади повеќе наполнене. Ако ние наместо салата изедеме нешто друго, тоа значи дека не можеме да го излажеме стомакот и цревата. Ако јадеме прво салата, стомакот и цревата многу побрзо ќе ни кажат доста, нема потреба повеќе да јадеме. Значи, едната работа е квалитетна исхрана. Прво, да повторам, се што е зеленчук, било туршија, било да е свежо, зачинето како год сакате, може со оцет, може со зејтин, со сол по она што е ваша желба, е првиот здрав елемент. Здравиот елемент кој нема шекер исто така е месо. Меѓутоа, поздраво е да јадеш риба, нели така наречена медитеранска диета, и тоа да јадеш риба морска, отколку да јадеш нешто друго. Пилешкото исто така е добро, меѓутоа треба да се знае дека во кожата е најголем дел од маснотиите на пилешко. Според тоа, јадете ги тие шницли од пилешко, бата карабатак, али не ја јадите кожата. Од месата, многу калорични се очигледно свинското и на прв поглед неочигледно јагнешкото. Огромно се масни. Помалку се масни телешкото месо. Меѓутоа, црвените меса во принцип не би требало премногу да се јадат, дури има некои препораки да не се оди од повеќе од 100 грама неделно, што ми се чини дека е претерано, бидејќи црвеното месо во долг рок, значи од детство према адолесценција и адултна доба, има поголем ризик од појава на различни малигни тумори. Исто така, може да јадете се што друго постои од зеленчук, од зарзават, може да јадат и компери, може да јадат и ориз, може да се јадат сите тие продукти, меѓутоа најважно од се е да се има мерка. Малку за мерката придонесува јадење на повеќе зарзават, салати. Професоре, дали тоа значи дека причината за дебелината треба да се бара во лошиот начин исхрана, во прехранбените навики, отсуството на физичката активност? Дали тоа е клучниот елемент или пак може би регулацијата на телесната тежина сепак е на некаков начин генетски предодредена, слично како растот и висината? Може ли некои хормонски нарушувања да доведат до еден ваков проблем? Ова се обично дилемите на родителите. Што довело до дебелина кај нивното дете? Значи, кога ќе кажеме дебелина, тоа е една огромна планина. На таа огромна планина има неколку врва, има некоја голема основа. Во најголем број на случаеви на дебелина не се работи за дебелина која настанала заради хормонални промени, нити се работи за дебелина која настанала заради генетски промени, туку се работи за лоша навика. Тоа значи дека од една страна има многу јадење, а од друга страна има малку активност. Значи, првата интервенција е да се јаде правилно и помалку, а втората интервенција е да се зголеми потрошувачката со физичка активност. И тоа во најголем број на случаеви доволно. Меѓутоа, сигурно дека има болести кои по себе носат дебелина. Например, Кушинговата болест, тоа е меѓутоа исклучително ретко, особено во детска возраст, оди со дебелина и ќе имат посебен изглед. Имаат лице како месец, имаат грбка на вратот, нешто што личи на грбка на бафало, и имаат посебен тип на дебелина на самото тело. Ама тоа е многу ретко. Исклучоци се тоа. Има исто така други типови на дебелина кои може да настанат заради хормонални промени. Има друг тип на дебелина кој настанува заради генетски промени.
Например, на сликата што ви ја дадов, Така можеме да ја погледнеме таа слика. да, ќе видите дека има две глувчиња и има две деца. Ако така. видите лево, глувчето кое е дебело, нели 3 пати е поголемо од белото глувче од десната страна која има нормална тежина, има дефицит на лептин. Лептин е една хормонска субстанција која ја прават масните келии, масното ткиво, и која уствари ја прави гладта. Дебелото клувче нема доволно лептин и заради тоа постојано јаде. Истата работа е најдена и кај деца. И ова што го гледате од десната страна е дете кое е исто. Од левата страна детето кое е гојазно, што е дебело, е дете пред да му се даде лептин, а од десната страна е истото дете на кое му е дадено лептин, лекувано е со лептин и на тој начин елиминирана е дебелината. Има и други генетски причини. Например, има една болест која се вика Алстромова болест, каде што детето покрај дебелина има диабетес мелитус тип 2, има слепило и има глувост. И тоа е познат ген која предизвикува оваа болест. Понатаму имате Лоренс Мун Бардет Бидл, исто така еден синдром кој води до дебелина, како и болеста на Прадер Вили. Најчесто од генетските причини е дефицит на еден ген кој се вика меланокортикотропин тип 4 рецептор. Меѓутоа, да ги земете сите заедно познати причини на дебелина, тоа ќе биде само еден помал дел од сите луѓе и сите деца што имаат дебелина. Најголемиот дел ниту имаат хормонско пореметување, ниту имаат генетско пореметување. Најголемиот дел имаат ист рецепт како да се ослободат од тоа. Помалку и поквалитетно јадење И повеќе активност. Некои земји имаат и активности на тоа поле. Например, ние сите сме навикнати да на она што го јадеме, ако купиме било што, најдеме калориска вредност. И таа калориска вредност е поделена на јагленохидрати, на масти и на белковини. Оттамо можеме многу да заклучиме. Која храна да ја прифаќаме, а која да избегнеме. Од друга страна, во некои земји дури се забранува ставање во школите на автомати од кои може да се купи Кока-кола или различити засладени пијалоци и каде може да се купат различити кекси и различити чоколади. Тоа е она што општеството може да го направи и треба да го прави. Меѓутоа, во суштина, проблемот е решлив со она што се вика здравствено просветување и соодветна упорност и на родителите и на детето. Така се споменавте упорноста. Родителите кои што имаат дете со прекумерна телесна тежина, велат дека кога ќе ги слушнат сите овие совети звучат едноставно, но многу е тешко да ги применат во практика. Бидејќи децата обично не се мотивирани и многу е тешко да им се променат прехранбените навики. Ниедна добра ствар во животот не се случила без мак. Со други зборови, ако сакаат да се образуваат децата, треба сериозно многу да учат, за да понатамо во текот на животот имаат подобро социјално место, имаат подобри примања, имаат поквалитетен живот. И ова е исто така една вага. Од една страна е прекомерно јадење, од друга страна на тасот на вагата се различитите болести кои дебелината ги предизвикува. Според тоа, се работи за потреба да се направи поглед на тоа како на најлесен начин да се постигне таа рамнотежа. Тоа е нешто што може да се постигне, тоа е нешто што е вредно и као такво луѓето, родителите особено, треба да му е сватат вредноста од една страна, а од друга страна
бидејќи го воспитуваат детето, не дозволуваат да биде понављач, не дозволуваат да биде агресивно, не дозволуваат да биде невоспитано, така не треба ни да дозволуваат да има прекомерна тежина. Тоа е деликатно ако го гледате вашето дете во уста, па гледате постојано што и колку јаде. Владика ги следат на секој чекор. Што јадат и како јадат? Па не е тоа најпаметно. Најпаметно е да прво во почетокот се обидете да створите здрави навики, па понатаму од таа навика да створите правило. И ако тоа нешто го направите, вашето дете прво ќе биде воспитано, второ ќе биде добар ученик и трето ќе има нормална телесна тежина заради тоа што на време од раните години е научено што треба да прави и како треба да прави. Како треба да се поздрави, како да се однесува со постар, како да се однесува со врсник. Тоа се работи кои се учат во родителската куќа, исто како што се учи навиката за исхрана. Кога сме кај навиката за исхрана и исхраната што се применува кај децата со прекумерна телесна тежина, дали тоа смеа да бидат рестриктивни диети, професора? Дали се очекува детето да изгуби телесна тежина или пак само да ја регулира да не се качува нагоре, да ја одржува? Што се очекува сега кога зависи и за што зборуваме. Дали детето има она што се вика прекумерна тежина, или има дебелина, или има морбидна дебелина. Значи не е се едно. Пристапите се разликуваат. Па ви реков која е класификацијата, нели? Ако детето ја има прекумерна тежина, тоа е најлесниот облик на дебелина, е една приказна. Ако детето е дебело, тоа е друг тип на приказна, ако е многу дебело е нешто сосем друго, и имате морбидна дебелина која децата обично немаат. Меѓутоа се сеќавате на некои емисии на телевизија, тоа се оние луѓе каде што мора да дојдат мајстори да срушат преден зид, па доаѓа вилјушкари багер па ги дига со нивниот специјален кревет, да ги стави у камион, па ги носат у болница, за да може да направат различни интервенции. Не е исто. Значи, ако почнете вие од година, 2 дена да го храните нормално како треба, во првата година, например, да се научите да вие на вашето доенче не му давате бисквити, тие многу гојат, туку го храните со ваше млеко, прво да се дои детето до година дена, па понатаму давате формули на млеко, па понатаму додавате во исхраната квалитетна исхрана на зарзава, сирење, месо. Во тој случај, тоа веќе во првата година телото ќе помни што треба, а што не треба. Еден број од родители, за жал, оние родители кои немаат доволно финансиски средства за да детето биде задоволно, во млекото многу често ставаат бисквити. И детето на вистина ќе видите едно доенче кое е субави, поголеми образи, кое е малце така дебело, тоа е све симпатично и убаво, меѓутоа тоа е неквалитетно. Такви деца, например, не се отпорни на болести. Такви деца, например, ако добијат диареја или добијат воспаление на бели дробови, можат многу полесно да подлегнат отколку дете кој наизглед ги нема тие работи. Не е полначко, али кој јаде соодветна исхрана, бидејќи тој ќе го изгради својот имун систем така да може да се спротистави на предизвиците на надворешниот свет, кои се често бактерии, вируси и протозои. Ке ги вклучиме и гледачите во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Почитувани од овој момент ќе можете да поставите прашања на темата на која што говориме, а тоа е покачена телесна тежина и дебелина во детска возраст и начинот на кој што тоа може да се регулира. Професор доктор Зоран Гучев, детски ендокринолог и генетичар, е гостин во студиото и тој ги дава појаснувањата на сите дилеми поврзани со денешната тема. Професоре, кога родителите ќе забележат дека нивното дете има проблем со тежината, со дебелината, каде треба да се обратат? Дали треба веднаш да се упатат кај детски ендокринолог за да се направи проценка за што се работи? Што стои како причина во позадина? Повторно одговорот е сличен. Ако дете тоа е само полно, пуначко што се вика, најверојатно дека треба самите да интервенираат. Прво треба да размислат за тоа како се хранат.
исхраната во фамилиите често е фамилиарна. Значи, луѓето и треба да биде фамилиарна, меѓутоа, лошата исхрана од фамилијата научена се прекршува на детето кое станува исто така дебело. Од друга страна, нашите критериуми, што ние гледаме дека е дебело или е слабо, се многу различити. Имате луѓе, цели фамилии, па дури и цели популации, кои дебелината е сметаат како убавина. Имате луѓе кои сметаат дека луѓе кои се тенки и слаби не се убави, а луѓе кои имаат малку повеќе сало или многу повеќе сало, и мажи и жени, за нив се убави. Тоа значи дека тој критериум за убавина во однос на телото е различит во различити етникуми. Имате, на пример, пима индијанци во САД, кои се сите дебели и кои имаат многу често диабетес мелитус тип 2. Имате некои други култури каде што, на пример, да биде човек дебел е предмет на подбив. Меѓутоа, на микросредина тоа го формира фамилијата. Проблем е кога фамилијата има такво чувство дека треба многу повеќе се јаде. Пред неколку години во канцеларијата дојдоа две девојчиња со мама и тато. Ја мислам, ме истиснаа низ прозор. Таткото работи во пивара на производство на Кока-кола и таткото за себе вели дека пие 6 шишиња Кока-кола од 2 литра. Пијат сите. Сите беа енормно дебели. Таа пациентката што дојде на преглед, таа веќе имаше диабет. Значи имаме на една страна 12 литри Кока-кола дневно, а на друга страна ќе видите дека имате луѓе кои немаат и кои заради немање не јадат и тие се многу тенки. Меѓутоа, за најголем број од фамилиите кои се нормални, не пијат 12 литри Кока-кола дневно, потребно е да се најдат мерката. Ако сакаат било што да направат, најдобар начин е да имаат балансирана исхрана и се смета дека е најдобра медитеранската кујна. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност да се вклучат во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам едно кратко прашање. Професорот покасно се вклучив. Може ли да ми објасни од кој период, од колку месеци може да се дава оно чоколадце животинско царство? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, ова е исто така често прашање, од која возраст на детето може да му се дава чоколадце. Има родители што воопшто, професоре, не дават, до тој степен се придржуваат. Некои па веднаш почнуваат, велат да се заблажи детето. Па, например, во доеначка возраст, ја не би бил за тоа да му даете на детето. Доенче ви е дете до 12 месеци. Ја би чекал и подоцна. Прво, него животинско царство сосем сигурно не му треба. Друго, во првата и втората година на животот се уште развива навика како и што да јаде. Па што се брзаме со чоколада? Тој ќе стигне до чоколада и сигурно ќе ужива во неа. Меѓутоа, ако на мало дете му развиете навика за сладко, ќе си имате подоцна веројатно проблем. Има некои родители што рано почнуваат. Рано е втората година. Од 12 до 24 месеци исто така рано. Во првата година, бидејќи чоколадото помеѓу другото и алерген, не би требало му го дават и нема зошто да се брзате да на детето му правите така нешто. После втората година зависи од обичаите и навиките во самата фамилија. Професоре, кога ќе дојде на преглед кај ендокринолог и генетичар обезно дете, дали се следат параметрите како што се крвниот притисок, мастите во крвта, инсулинот? Се прават ли таков тип на испитувања? Да, се прават, меѓутоа децата се стратифицираат, се делат. Не можете на сите све да им правите, од едноставна причина што тоа не е пријатно за детето. Треба го избодете, измалтретирате, направите различити проби. И од друга страна би било јако скапо за целото општество кога ние се што може да се прави од анализи би правиле на сите. Значи, затоа има клинички критериуми.
За ова дете, со оваа клиничка слика, презентација на симптоми, треба да направиме ова. Затоа постои и анамнеза. Например, кога ќе дојдат родителите со детето кај вас, прашањето е кој ќе треба го поставите, дали во фамилијата има некој, баба, дедо, чичко, вујка, тетки, кој умрел рано, значи 50 година, 60 година, 40 година во животот, од инфаркт, од мозочен удар, од карцином. Ако вие видите дека во фамилијата има поголема оптеретеност, дури и да детето не е многу дебело, треба ги направите сите испитувања. Ако вие прегледате дете и видите дека он има некоја промена од типот на ксантелазма, ксантом на кожата, да, апсолутно. Не морате на сите да им правите ГТТ со инсулинемија, бидејќи е оптоварувачко за детето и бидејќи најчесто е непотребно. Ама она што можете да направите, откога ќе го прегледате детето и направите потребни испитувања, да му дадете соодветен совет и да и дадете на мајката или таткото во раце испечатен примерок на она како би требал да се храни и колку калории за таа возраст и за таа пол му се потребни на детето за животните функции и за најважната негова функција да расте нормално. Ќе вклучим уште двајца гледачи, ќе слушнем уште неколку прашања од гледачи. Добар ден за следниот од нив. Добар ден. Ево уште една шанса за гледачот да се вклучи во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Ве слушам од почетокот. Ме интересира. Докторот рече за мало дете, дебело, крупничко, му дале лептин и тој со времето ослабило. Дали тоа важи за возрастен од 40 години, крупене, сака да ослабе, па и јаде се, не може желудникот да ми вара. Сега дали може и нему, што е тоа лептин, некој минерал, нешто да му се даде, да не го тера на јадење желудникот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, со лептинот можете да појасните уште еднаш, може ли кај возрастен да се даде лептин за да се нормализира телесната тежина? Лептин е генетски дефицит. Тоа значи дека треба да има пореметување во структурата на генот кој прави погрешно направен протеин кој делува на апетитот. Лептинот се дава само кај пациенти каде таков дефицит и дефект е откриен. Не се дава кај други луѓе кои немаат откриено таков дефицит или пореметување во самиот лептин. Денес, меѓутоа, се појави една цела нова категорија на лекови кои се викаат glucagon-like peptides receptor agonist type 1, да не преверувам што сето тоа значи, GLP-1RA, каде што оваа субстанца, овој интестинален хормон, делува на тој начин што делува на делот на мозокот, во хипоталамус, да се намали чувството на глад од една страна, а од друга страна намалува брзина на работа на желудец и на црева. Па ефектот е апетитот се намалува, а од друга страна, бидејќи храната е се уште во желудец и црева, желудецот и цревата своите механизми, нервни и хормонални, не ги вклучуваат да го тераат човекот да јаде. Овој тип на терапија е навистина револуција и се кажува дека не е само добро за ослабување, а во текот на една година, ако редовно се прима, може пациентот да ослаби од 15 до 20% од својата телесна тежина. Измислувам, ако има 100 кг, значи може да изгуби некаде 15 до 20 кг, па би имал 80 до 85 кг. Меѓутоа, човек треба да размисли дали ги потрошил сите начини. Првите начини, кои се без лекарства, се сигурно поповолни. Тоа значи, ако се натера особата да јаде помалку,
и помалку калорична исхрана, а да почне да се движи, прави вежби пешачи, тоа е едно од најважните работи. Во тој случај не ви треба никаков лек. Сите лекови, па и овие, имаат странични ефекти и нема потреба во моје мислење да апсолутно сите примаат такви лекови од едноставна причина што понекогаш имаат странични ефекти. Имате цела една генерација на такви лекови од неколку производители, каде што сега, помеѓу другото на GLP-1, во самиот лек, инекцијата во која се дава, се додава уште нешто. Тоа е така наречен ГИП, и тој ГИП, заедно со GLP-1, делува да уште повеќе се губи телесна тежина до 25%. Треба да се лекува ова со овие лекови, меѓутоа само во услови кои медицината ги определила. Од друга страна, повторно, луѓето треба да сватат дека најприродниот начин и за нив нежниот начин е вагата. Од една страна помалку и поквалитетна храна, а од друга страна повеќе движење. Да се намали внес, да се зголеми изнес. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Се исклучил гледачот. Ги споменавте лековите за диабетес, што всушност се употребуваат и за губење на телесната тежина. Дали смеате да се применат и кај деца? Дали фармаколошките третмани се оправдани во детска возраст? Повторно има критериуми. Значи не можеме кај полно дете, пуначко дете, убаво на први поглед, кога ваша фотографија субава меше, да му дадеме таков лек и не би требале да му дадеме. Меѓутоа, ако детето навистина има прекумерна тежина, ако е прекумерно обезно, ако има интолеранција на јагленохидрати или она што порано се викаше предиабет, ако има некоја хиперлипидемија, ако има некој друг тип на промени, во тој случај може да се дава и денес. Европската агенција и Американската агенција го одобруваат за посебни случаи над 12 годишна возраст. Јас сум уверен дека со време ќе биде оваа граница намалена, меѓутоа повторно би ви кажал, ако човек не мора да прима лек, не го примајте. Колку време по првичните резултати од применетиот режим на исхрана за нормализирање на телесната тежина? Кај детето може повторно да се јави оној јојо ефект, односно да си ги врати килограмите назад? Како кај кого? Значи, тој јојо ефект отприлика значи дека ќе се ослаби, измислувам, 10 килограми, а понатамо ќе се додадат 15. Обично тоа така оди. Да. Плюс уште некој кило. Тоа зависи од карактерот на детето и од карактерот на родителот. Аха, значи повторно и родителот тука има улога. Па сигурно родителот има во се улога, бидејќи тој е главен контролор и главен политичар и главен трансмитор на вредности во животот. И не може да избега од таа одговорност. Меѓутоа, од друга страна, разбирливо е и навистина е тешко да натераш дете да држи диета доволно долго време. Бидејќи од една страна ние сме му должни на секое дете, као родител, на прво место љубов, безгранична и необусловена со ништо љубов. А од друга страна, треба да направиме да има дисциплина. Као што ви кажав, ние и родителите тоа го прават за се. Прават за воспитување, за добро учење и за нормално јадење. Така, значи најдобро е се создадат прехранбените навики рано во животот, да не дојде до дебелина и потоа до едни вакви големи предизвици кои што е тешко да се решат. Имаме гледач, па ќе продолжиме. Добар ден. Ало. Повелете во програма сте. Добар ден. Момент само да го сопрам телевизорот. Така, најдобро да го намалите тонот. тонот. Јас малку се уклучи во вашата емисија. Така. Да ве поздравам прво и вас и докторот. Благодарам. Сега, нешто слушнав, некои лекови, инекции или се даваат за децата да немаат апетит. Сега не разбрав баш точно,
ќе може докторот да ми објасни најверојатно. Сега јас сум повозрастен човек, и јас сум дебел, а сакам да ослабам. Сега дали има шанса и што би требало јас, затоа што сметам дека се отвори оддел во 8 септември за обезност на граѓаните. Така, што може дали има нешто, некоја инекција да може да се намали јадењето, да го загубите апетитот. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, вие со оглед на тоа дека сте педијатар, ќе дадете одговор насоки така? Да, во принцип има цела револуција. Првите лекови кои навистина делуваат на губење апетит и водат до силно ослабување се регистрирани, дозволени за употреба 2009 и 2010. Тоа значи дека веќе 14 години, односно 15 години има искуство. На почетокот, меѓутоа, истите лекови беа дозволени за лекување на тип 2 диабетес мелитус. Па се покажа дека треба да се употребува тајка и дебелина. При тоа таа дебелина треба да биде сериозна. Така да некаде 2014-2015 година истиот лек беше регистриран за дебелина. Има огромен број на луѓе кои го употребуваат. Лекот е меѓутоа релативно скап и бара инекции еднаш неделно, да тоа се прима долго време, иако има и некои од овие лекови кои сега се даваат во таблети. Меѓутоа, имаат одреден број на неповолни дејства. Првата работа е што се смета дека тој што почнал со такви лекови ќе мора постојано да ги прима. Значи, може да се кажат резултати, после година дена, намалување, повторно, 15% од телесна тежина. Меѓутоа, кај еден одреден број на пациентите во реалниот живот, кога е веќе во потреба лекот во широка популација, не може да го издржат заради некои компликации. Главните компликации се стомачни. Или се појавува запек, или се појавува диареја, или се појавува гадење, или се појавува повраќање и едно општо лошо чувство. Не сите го имаат тоа. Меѓутоа, у суштина, овие појави се чести. Имаше сомнение дека можеби оваков тип на лекови може да направат рак на панкреас, ужасно малиген тумор, меѓутоа поновите студии укажуваат на тоа дека ова не е така, што е многу важно. Треба истовремено да се контролира и тироидната жлезда, бидејќи кај луѓе, а тоа е честа болест, кои имат карцином на тироидеа или кои имат тиреоидна болест, може да настане карцином на тироидната жлезда. Ова се ретки случаи, меѓутоа се компликации кои се опишани. За да направите споредба, сите лекови имаат несакани дејства. Например, аспиринот е во употреба повеќе од 100 години, сме го употребувале сите, отворите ја во кутивчето упатството за пациентите и ќе видите дека обичниот аспирин може да ве убие. Може да предизвика масовно крварење од желудец, може да предизвика нешто се вика Рејев синдром, акутно престанување на работата на црниот дроб и оток на мозокот. Со други зборови, да се уплашите ако прочитате. Меѓутоа, 100 години е во оптек. Се знаат тие компликации и се знаат пациентите кои треба го добиваат и се знае како да се постапува за да тоа не се добие. За тие што хронично имаат лек од овој тип, се даваат и некои лекарства за заштита на желудецот и постојат постапки како тоа да се намали. При тоа, лековите за намалување на телесна тежина не се со на 100 години, меѓутоа се веќе 15 години. Со други зборови, има веќе доволен број на докази дека се тие релативно безбедни. Не се меѓутоа за сите, иако верувам
дека идеме кон тоа да огромен број на луѓе кои имаат вишок на телесна тежина почнат да го примаат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Да, сакав само да се јавам за да изразам една голема благодарност до гостинот и да го пофалам за се она што ни го кажа во толку кратки концизни реченици, значи многу јасно беше се објаснето. Имам само едно кратко прашање, бидејќи следам од почеток емисијата. Ме интересира за каков е ефектот, психолошки ефект, односно на децата кои што да речеме да се подебели. Значи, што би било подобро? Дали повеќе се внимава на тежината физички, значи со тие развивање на здрави навики, добра исхрана, вежбање, или можеби ќе треба да се балансира малку и со психолошкиот ефект што би го имало тоа врз детето како тежина или од самото фабење? Ви благодарам. Ви благодарам за ово убаво прашање. Професоре, што е со психолошкиот аспект кај децата кои што имаат проблем со телесната тежина? Па има веројатно два правци. Едниот правец во психологијата е дека дебело дете развива комплекси заради притисокот на врсниците. И навистина често се подбиваат со нив и тоа развива комплекси. Тоа може да биде голем проблем, а може и да не е проблем. Така да, воколку навистина има нешто што вие цените дека е поголем проблем, психологот е неспорно место каде што треба да се упатите. Од друга страна, храната е нешто што луѓето ги прави среќни. Значи, кога јадеме, во мозокот се лачи нешто што се вика серотонин, кој е хормон на среќата и на тој начин практично не прави задоволни, не прави среќни и не тера да повторно јадеме. Ова, меѓутоа, повторно е најдобро да се регулира на природен начин. Тоа значи да се промени исхраната во правец на зарзавец, зеленчук, овошје, риба, да не е пржено и масно, туку да е или динстано или да е на скара, и од друга страна да се зголеми активност. Ако повеќе трошите, тоа значи дека сте потрошиле еден дел од она што сте го јаделе, и ако уште повеќе трошите, ќе трошите и еден дел од салото. Ова е општ совет, зборувавме и предходно, не е тоа лесно да се постигне, меѓутоа, да повторам, ниједна добра ствар во животот лесно не се постигнува. Бидете упорни и сигурен сум дека ќе успеете. Ако меѓутоа јадењето на детето е за да се направи среќно, тоа јаде и кришум, заради што тоа што во фамилијата има некој проблем, а чести се тие фамилии, има било каков проблем, несогласување внатре во фамилијата, обично помеѓу родителите, во тој случај треба фамилијата, тато и мама да размислат зашто тоа така делува на детето и да најдат некој модус да своето неслагање го решат на начин кој е пристоен, кој ќе му донесе среќа на детето. Ако тоа не е можно, а често пати не е можно, во тој случај имате, не е срамота, човек треба да иде на психолог, треба да оди на психијатар. Во еден од учебниците американски за психијатрија, првата реченица беше 87% од населението во одреден дел од животот им треба психијатриска или психолошка помош. Па нормално е тоа, нели? Гледате што све се случува околу нас. Да не зборувам за нашиве политички слушувања. Понатамо, што се случува во фамилиите проширени. Имате во проширени фамилии болни членови, имате починати членови, имате ситуација на работно место, имате ситуација што се случува надвор од работното место, имате причина за стрес колку што сакате. Меѓутоа, суштината на човек кој е цврст и човек кој е разбран е да ги подели нештата. Нештата на кои можеме да делуваме, еве, можеме да помалку да јадеме и повеќе да се движиме. Нештата на кои не може да делуваме, може да не вознемируваат снимките од
Средниот Исток и од Украина, не мора тоа да го гледаме да на се елиминира, телевизија. така. Ако не вознемируваат домашните вести и домашните политичари, свртете го програмот. А тоа што е внатре помеѓу нас, сигурно дека и за мене лично, и за мојата сопруга, и за вас и вашата сопруга, и за било кој има проблем во својата средина, е многу подобро. За личноста е покорисно да го реши со збор и со разбирање. Тамо каде што не можеш да промениш некое својство во фамилијата, ќе мора да го прифатиш. Не се труди да го менуваш, сем ако не е нешто екстремно. А екстремното е алкохолизам, коцкање и наркоманија. Тука навистина е потребна стручна помош и тука не треба да се чека. Тоа веднаш треба да се иде на стручно место да се помогне, бидејќи еден таков болен член ја чини целата фамилија болна. Фамилијата не треба да трпи, а болниот треба и може да се излекува. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци за прекрасното образложение на оваа тема. Благодарам многу. Ми беше големо задоволство и голема чест да бидам со вас и вашата ценета емисија и ценета телевизија. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, се надевам дека повторно ќе бидете наш гостин, а ќе им заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание и што се вклучија во програма со нивни прашања. Ви посакувам пријатен ден. До гледање. До гледање.